Добар ден, почитувани членови на Советот, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија и јавните установи, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани кои не следат преку малите екрани, и отварам 38-та седница на Советот на Општина Куманово. За денешнава седница го предлагам дневниот ред кој сите го добивме по електронска пошта. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Повелете, дали некој се јавува за збор? За збор се јави раководителот Соки Ристовски. Повелете. Почитувана председателка, почитувани советници, би сакал да предложам измени и дополнување на предложениот дневен ред, и тоа на доставениот дневен ред по точка број 23, предлог одлука за утврдување на вредносот на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во библиотеката Ане Георгиевски за 2020 година, ја повлечувам оваа точка. Аз сакам да предложам две нови точки, и тоа една точка после точката 20 да бидне, следнава точка да бидне предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите за помошни на техничките лица на љО Дом за стари лица Зафир Сајто за 2020 година. И следнава точка што би сакал да ја предложам, а да се најде после точката 22, а тоа е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно технички лица во љО Детска градинка Ангел Шајчи за 2020 година. Се надевам дека ќе наидете на разбирање. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Раководителот Иван Ангеловски, повелете. Почитуван председател, почитувани советници, точката под реден број 27, предлог одлука за давање на временно користење на движна ствар собственост на Општина Куманово на јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа, ја повлекувам. Благодарам. Предлог да се повлече 27-та точка од дневниот ред. Дали некој друг бара збор? Нема други. Јас ве молам, бидејќи за повлечените нема што да се изјаснуваме, да се изјасниме за предлогот нова 21 точка од денешниот дневен ред да биде предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно техничките лица во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово за 2020 година. Повелете. Благодарам. Предлогот беше усвоен со 24 гласа за, ниту еден против и 2 воздржани. Да се произнесеме и по предлогот за нова 24-та точка на денешниот дневен ред да биде предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно техничките лица во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2020 година. Повелете. Благодарам. Предлогот беше усвоен едногласно со 23 гласа за и ниту еден против и воздржан. Сега ве молам да се произнесеме и дали го прифаќаме вака изменетиот и дополнетиот дневен ред. Повелете, изнеснете се. Благодарам. Дневниот ред го усвоивме со 23 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. Пред да
преминеме на точките од дневниот ред. Најпрвен имаме за усвојување два записника. Најпрвен да го усвоиме записникот од 35-та седница на Советот на општина Куманово. Дали некој има забелешки во однос на овој записник? Нема. Ве молам да се изјасниме дали го усвојуваме записникот од 35-та седница на Советот на општина Куманово. Повелете. Благодарам. Записникот го усвоивме со 20 гласови за, ниту еден против и 2 воздржани. Ве молам да се произнесете и доколку имате забелешки и по записникот на 36-та седница на Советот на општина Куманово. Дали некој има забелешка? Нема. Ве молам да гласаме и за усвојување и на овој записник од 36-та седница. Повелете. Ви благодарам. Записникот го усвоивме со 20 гласа за, ниту еден против и 2 воздржани. Почнуваме со точките од дневниот ред. Првата точка од денешниот дневен ред гласи Годишен извештај на територијалната противпожарна единица Куманово за 2019 година. Бидејќи следната ни е програма за работа на ова иста единица, првин предлагам заедничка расправа по овие две точки. Ве молам да се изјасните по овој предлог. Повелете. Благодарам. Предлогот е усвоен едногласно со 22 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан. Значи водиме заедничка расправа по годишниот извештај и програмата за работа на територијалната противпожарна единица Куманово за 2019 година. Повелете дали некој се јавува за дискусија. Нема пријавени, има, се извинувам, советникот Зоран Петрушевски, повелете. Така, благодарам. Кога разгледуваме овие прашања околу тоа што работеле овие луѓе, тоа завршило, но во делот на програмата нивна и така натаму има еден момент каде што велат ќе презимат некои превентивни активности и така натаму, па имаат една реченица дека ќе апелираат до граѓаните за непалење на стрништа поради прети во текот на летната сезона. Не знам како проценуваат овие луѓе. Таа работа е од земјоделски аспект, колку сум јас запознаен, корисна и многу луѓе, без обзир на овие апели, какви се, што се, на кој начин ги апелирате до граѓаните, дали е доволно тоа, дали не е доволно, но постои навистина огромна опасност, сите сме приметиле гори покрај патот, идеме нешто лево-десно и све се плашиме дека тоа ќе излезе од контрола. Така да, ако сакаат луѓе од оваа противпожарна единица, како тоа го замислуваат апелирање? Дали е тоа само едноставно, не знам, ќе кажете преку медиумите, немојте да палите, тоа нема никаков ефект. Нешто, не знам, може би, така ми поминува низ глава дека, знаејќи па дека е корисно, може би можело на некој си организиран начин, па не знам, некој си дел од полето, под ваша контрола таа мерка да се спроведе или не. Така да ова ми личи на така многу слаба и безцелна мерка. Така ми изгледа. Ако имате некое додатно објаснение како таа работа ја работите, би бил благодарен. Така, благодарам. Благодарам. Повелете, командир Дејан Илиевски.
Почитувана председателке, почитувани советници, медиуми, добар ден и од мене. Малку поблизу до микрофонот, не ве слушам. Се согласувам со вашата забелешка, меѓутоа мора да истакнам дека ние првенствено сме оперативна единица. Така да превентивните мерки потпаѓаат под дирекција за заштита и спасување. Ние даваме максимални напори колку можеме да учествуваме и ние во превенирање на таквите активности. Не би се согласил дека може да се врши палење контролирано, да речеме, во наше присуство, бидејќи се работи за огромна површина, така да ние не може да постигнеме да бидеме секаде присутни. А од друга страна, со закон е забрането секакво палење на отворен простор. Апелирање до граѓаните, да, преку медиуми, меѓутоа и со одсек за превенција од СВР Куманово вршиме и посета на одредени места, каде што директно со комуникација со граѓаните им се предочува дека е забрането палење на отворен простор. Меѓутоа ефектите се тие, како што гледаме, навистина минимални. Отворен сум за било каков предлог од ваша страна или сугестија, небитно да се подобри тоа. Меѓутоа, во овие услови толку можеме максимално да пружиме. Благодарам. Благодарам. Реплика Петрушевски, повелете. Па така, еве, не сме знаели, ја не сум знаел дека дирекцијата што велите е вмешана во овие работи. Ако еве еден апел да се размислува за оваа тема, велите некој предлог. Немаме такво нешто нормално, тоа е многу крупна работа, но еве така, сите сега чувме дека и дирекцијата за спасување и кризи, како званична заштита и спасување, така. Апел до нив, ова работа ако може да ја осмислат, бидејќи сите сме сведоци. Забрането е сето во ред е, но тоа е една работа која што е многу видлива, летоска, нели, од многу далеку се гледа, а е многу опасна, се сложувам. Како да кажам, на луѓето им тоа треба, од друга страна е забрането и ќе се маваме мачка и глусец, што е тука и одиме понатаму. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Нема други пријавени, ја заклучувам расправата и ве молам најпрвен да се изјасниме во однос на годишниот извештај на територијалната противпожарна единица Куманово за 2019 година. Повелете. Ви благодарам. Извештајот го усвоивме со 22 гласа за, ниту еден против и 2 воздржани. Да се произнесеме и во однос на програмата за работа на територијалната противпожарна единица Куманово за 2020 година. Благодарам. Програмата усвоивме со 25 гласа за, ниту еден против и 2 воздржани. Предлагам заедничка расправа и за третата и четвртата точка од денешниот дневен ред, кои гласат програма за измена на програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020 година и програма за измена на програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2020 година. Ве молам да гласате првен за овој предлог за заедничка расправа. Благодарам. Предлогот беше усвоен со 22 гласа за, ниту еден против и воздржан. Водиме заедничка расправа по третата и четвртата точка од дневниот ред. Повелете кој се пријавува за збор. За збор се пријави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Може би некоја си до објаснување повише за јавноста, дека јавното предпријатие предлага
да се намалат некои ставки за таму одржување на јавни сообраќајни површини и за зеленоцветни површини, е добро и во едната програма, така да се каже, бараат помалку околу 200.000 денари и во другата, не знам како беше, околу, ќе го најдам, околу 400.000. Добро. Но основата за тоа намалена побарувачка е дека во однос на јавните сообраќајните површини од 365 дена сега ќе ги мета таму улиците 350. Добро, може би не е многу, 15 дена помалку. Но сега е прашањето, добра, а зошто во оригиналната програма, во старата програма не сте предвиделе ваква една логична работа дека таа работа не може да ја сработите 365 дена, туку е нормално, логички да се работи 350 дена. Исто, во однос на зеленоцветните површини, во оригиналната програма сте ни понудиле, а ние сме прифатиле како Совет, дека од лисја и зелени и таму што ја знам, друг биоотпад, од 420 тури, сега ги намалувате на 185 тури. Тоа е така голем распон од нешто што порано сте мислеле дека треба се направи, а сега истите вие велите не, доволно ќе се 185 тури. Тоа нас поевтино ќе не кошта, нормално, како општина, но ме интересираат вашите процени, како тоа порано биле многу поголеми, а сега се намалели. Благодарам. Благодарам, повелете директорот Даниел Стојчевски. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани општинска администрација, почитувани медиуми. Значи, програмата за работа на јавното предпријатие Чистота и зеленило во делот на одржување на јавно-прометни површини, одржување на градското зеленило е утврдено на минатата седница и се дадени некои наши предлози, при што беа усвоени од страна на Советот, меѓутоа подоцна со носење на буџетот на општина Куманово од страна на Советот имаме помали износи, не се вклупува овие износи во тој буџет и затоа ова програма мораше да биде намалена вкупно за 600.000 денари или 200.000 денари за одржување на јавна чистота и 400.000 денари за градско зеленило. Во делот на одржување на јавна чистота го намаливме износот, оние 15 дена, каде што може би и направен превид, би требало да бидат и претходно внесени во делот за одржување на зимското одржување, а во делот на градското зеленило сметаме дека е возможно да се намали, бидејќи јавното предпријатие дополнително обезбеди нова механизација или поголема приколка за изнесување на смет со поголем капацитет и затоа сметаме дека со овие тури кои што сега ги предвидовме во ова програма ќе успееме да постигнеме да ја одржуваме чистотата во градските паркови и зеленило. Благодарам. Благодарам. Повелете реплика, Петрушевски. Така, само да констатирам нормално дека еве и директорот каже дека направиле превид и добро, еве сега таа работа се исправа, но убаво е кога ќе си признаа дека тој нивен превид вреди околу 200.000 денари на ова за тоа што ќе го платиме ние како буџет. И нормално сега се поставува прашањето. Дали е можно да имате и други превиди, да сте ја надувале програмата, така да се каже, и по некои други ставки. Така да би било убаво, коректно во една соработка со општинските институции кои што ја следат спроведување на програмата, не знам, инспекцијата или кој е таму, оделението за комунални работи, ние го немаме нивниот став. Ние не знаеме тој што вас ве следи во вашето работење, по програмата, какви се нивните мислења. Ние тоа не знаеме како Совет. И сега станува само да апелираме тие луѓе, ако сакаат и вие, ако сакате, навистина да не правите превиди, кои што крај на крај
ги чинат граѓаните на Куманово. Благодарам. Благодарам. Одговор на реплика Даниел Стојчевски, повелете. Значи, почитуван советник, почитувани советници, програмата е дадено пред усвојување на разгледување на сите советници. Таму детално е опишано до метар квадратен што се работи јавното предпријатие и со колкав капацитет. Тоа е видливо и на терен. Тоа е мерлива работа која што може секојдневно да се измери. Во однос на програмата, дали некаде треба повеќе да се работи, помалку. Тоа го дискутиравме и на минатата седница на Советот. Мој предлог беше при правење на наредна програма, апелирам еве, да се состави работен тим од јавното предпријатие, представници, стручни лица кои што ќе учествуваат, представници од општина Куманово и представници од Советот на општина Куманово и сите заеднички да донесеме една програма врз основа на која ќе работи јавното предпријатие, за да немаме вакви состојби во иднина. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени, ја заклучувам расправата и најпрвен да се произнесеме по програмата за измена на програмата за одржување на јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020 година. Повелете. Благодарам. Програмата за измена ја усвоивме со 18 гласа за, 6 мина против и 1 воздржан. Да се изјасниме и во однос на програмата за измена на програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2020 година. Повелете. Ви благодарам. Програмата ја усвоивме со 14 гласа за, 7 против и ниту еден воздржан. Бидејќи не ја гледам раководителката, тука е. Ако е тука, нека влезем. Следната точка, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за 4-ти квартал од 2019 година. Тука ли е раководителката или не е? Да. Ајде да одиме ние со проспреми на 6-та точка, па кога ќе стигне ќе се вратиме. 6-та точка, извештај за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за периодот од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година. Отварам расправа по овој извештај. Повелете. За збор се јави советникот Сашо Стојчевски. Повелете. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, јавна администрација, следачи пред валите екрани, го разгледав извештајот и само би се навратил на една точка, тоа е реконструкција на водоводна мрежа на улица Михајло Пупин во должина од 618,58 метри во Куманово. Тоа станува збор за улица во населба Перочичо, во која се наведува дека завршување со градежни работи е 6.11.2019 година. Сега, таа улица е во катастрофално лоша состојба. Нели треба по завршување на реконструкција на водоводна мрежа, истата улица се врати во првобитна положба кој што беше, за да можат граѓаните на тие 3-4 околни населби нормално да функционираат. И самите знаете дека е во катастрофална состојба и логички беше да по завршување на градежни работи повторно се асфалтира, се стави стој асфалт и така натаму. За тоа пришам. Благодарам. Повелете, рекордителот Момчил Евановски.
Благодарам. Добар ден, почитувани советници, председателке, администрација и медиум. Што се однесува за реконструкција на водоводна мрежа, точно е во техничка документација и апликација што беше тоа беше со должина од 320 метри. Меѓутоа, поради X причини се појави потреба, бидејќи едната улица се направи од десна страна, движејќи се од периферија кон од центарот кон кон поштата, ја направиме изведба од десна страна, комплетно, со се приклучоци. Требаше да се прават премини на наведената улица, да кажеме на 10 метри, затоа направиме ние еден премин во почетокот на улицата и еден премин кај пошта. Значи направиме уште 320 метри нова водоводна мрежа. Асфалтот не беше вратен во пробитна положба, бидејќи постои опасност. Значи ние 2-3 пати интервенираме со тамбовски материјал и меѓутоа не ја вратиме асфалтот во пробитна положба, не фатија зимски услови, под број 1 и под број 2 поради слегањето и не смеевме многу да набиваме поради бидејќи водоводната мрежа е плитка со се приклучици 80 до 100 сантиметри, слегањето сега е направено и мислам дека за месец дена, 20 дена ќе почнеме како што со крпење на ударни дупки и истата улица ќе биде вратена у пробитна положба, тоа е обврскано изведувачно. И ќе биде вратено за 15-20 дена. Сега временските услови се покачуваат, асфалтните бази ќе почнат да работи. Изведувачот кој доби на крпење на ударни дупки за општина Куманово е Коп инженеринг, даден му е налог на 18 на улици, бидејќи имат и други ударни дупки што треба да се затворат. Мислам дека до крајот на месецот би требало да биде завршено. Благодарам. Реплика Стошевски, повелете. Согласно вие кој што кажете, како е планирано да се закрпа постоечкото, односно да се санира само ископот или да се стави цел тампон, цел слој на асфалт на таа улица, пошто навистина е катастрофална состојба и баш во зимскиот период кога највише треба да има услови за да поминуваат таму возила и пешаци, сега е за никаде. Согласно договорот, предвидено е, значи, ако имаме подолжно сечење на улицата и попречно, прво да се закрпи ровот, а во идниот период, во зависност од потреба и финансиските средства, сигурно ќе планираме и улицата комплетно да ја реконструираме. Значи, независно од тоа, мора улицата да се прво закрпи, па потоа и да се прават одредени крпења, гребење, орапувување или асфалтирање на цел нов слој. Значи, мораме прво ние независно од тоа да искрпиме улицава, а потоа ќе одиме со реконструкција. Тоа ќе видиме, се зависи од финансиски средства. Мислиме дека општината од март-април ќе биде малку во подобра финансиска состојба и сигурно ќе биде комплетно реконструирана. Благодарам. Ред, ви благодарам. Дали некој друг ме разбор? Нема. Заклучувам расправата и извештајот за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за периодот од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година го ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Извештајот го усвоивме со 14 гласа за, 8 против и ниту еден воздржан. Да се вратиме на претходната 5-та точка од дневниот ред, која гласи квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од 2019 година. Отварам расправа по овој извештај. Повелете, дали некој бара збор? Нема пријавени, заклучувам расправата и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од 2019 година го ставам на гласање. Повелете.
Благодарам. Извештајот го усвоивме со 15 гласа за, 8 против и ниту еден воздржан. Седмата точка од денешниот дневен ред гласи предлог одлука за давање согласност и овластување на измирување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Куманово. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Повелете, кој бара збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. 16 гласа за, 4 против и ниту еден не беше воздржан. Следната точка 8 од денешниот дневен ред е предлог одлука за давање согласност и овластување за потпишување на договор за грант. Повелете. Дали некој бара збор? Нема пријавени, заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на гласање. Повелете. Ви благодарам. Одлуката ја усвоивме со 15 гласа за, 1 воздржан и ниту еден против. Благодарам. Деветата точка од денешниот дневен ред гласи извештај за стекнати и распределени средства во 2019 година од Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово. Отварам расправа по овој извештај. Повелете. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и извештајот го ставам на усвојување. Повелете. Извештајот го усвоивме со 15 гласа за, 2 против и 1 воздржан. Десетата точка од денешниот дневен ред гласи предлог решение за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште 11 октомври од Куманово. Дали е тука директорката? Одиме на следната 11-та, потоа ќе се вратиме. Предлог решение објавувам пауза во трајање од 5 минути да дојдат директорите. Да, во ходник се, меѓутоа не следат. Пауза од 5 минути. Продолжуваме со работа. На 10-та точка од денешниот дневен ред сме, која гласи предлог решение за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште 11 октомври Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Кој бара збор? Директор, ќе ви имавте еден предлог во ред. Дали некој друг се ова за збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог решението го ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Решението го усвоивме со 17 гласа за, ниту еден против и воздржан. 11-та точка од дневниот ред. Исто така предлог решение но за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Бајрам Шабани од Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете дали има пријавени. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог решението го ставам на изјаснување. Повелете.
Решението го донесовме едногласно со 16 гласа за и ниту еден против и воздржан. Следната 12-та точка гласи предлог решение за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Наим Фрашери од Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете дали има пријавени. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог решението го ставам на гласање. Повелете. Благодарам, решението го донесовме со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. 13-та точка предлог решение за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Толи Зордомис од Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете. Нема пријавени, заклучувам расправата и ова решение го ставам на гласање. Повелете. Решението го усвоивме со 15 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. Да се произнесеме по предлог решението за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Магдалена Антова од Куманово. Повелете дали некој бе разбор. Нема пријавени, заклучувам расправата и ова предлог решение го ставам на гласање. Повелете. Благодарам, решението го донесовме едногласно со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме по предлог решението за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Јероним де Рада, село Черкези од Куманово. Повелете кој се пријавува за дискусија. Нема пријавени, заклучувам расправата и предлог решението го ставам на усвојување. Повелете. Решението го донесовме едногласно со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. Отварам расправа и по предлог решението за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Битолски конгрес од село Лопате, Куманово. Повелете. Нема пријавени, заклучувам расправата и решението го ставам на усвојување. Повелете. За гласа 17 члена на Советот, ниту еден не беше против и ниту еден не беше воздржан. 17-та точка од денешниот дневен ред гласи исто така предлог решение за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Кирил и Методи од село Романовце, Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете. Нема пријавени, заклучувам расправата и предлог решението го ставам на усвојување. Благодарам, за гласа 17 советника, ниту еден не беше против и воздржан. 18-та точка од денешниот дневен ред гласи предлог решение за давање на мислење на статутот на Општинското основно училиште Браќа Рибар од село Табановце, Куманово. Отварам расправа и по ова предлог решение. Повелете. Никој не се пријави, ја затварам расправата и предлог решението го ставам на гласање.
Благодарам. Решението го донесовме едногласно со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. 19-та точка од денешниот дневен ред е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово за 2020 година. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Дали некој бара збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на гласање. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 23 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. 21-та точка од денешниот дневен ред е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно техничките лица. 20-та се извинувам. За вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово за 2020 година. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Повелете. Нема пријавени, ја затварам расправата и предлог одлуката ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 23 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. А 21-та точка од денешниот дневен ред е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно технички лица во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово за 2020 година. Отварам расправа и по оваа точка. Повелете. Нема пријавени. Ја заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на усвојување. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 16 гласа за и ниту еден против и воздржан. 22-та точка од денешниот дневен ред е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2020 година. Отварам расправа и по оваа предлог одлука. Дали некој бара збор? Не бара никој, ја заклучувам расправата и одлуката ја ставам на усвојување. Повелете. Ви благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 24 гласа за, ниту еден против и воздржан. 23-та точка е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2020 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Нема пријавени, заклучувам расправата и ова предлог одлука ја ставам на усвојување. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 15 гласа за и ниту еден против и воздржан. Следната 24-та точка од дневниот ред гласи предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно техничките лица во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2020 година. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој се пријавува?
Нема пријавени, заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на гласање. Благодарам, одлуката ја донесовме едногласно со 20 гласа за и ниту еден против и ниту еден воздржан. 25-та точка е предлог одлука за давање на трајно користење на движна ствар сопственост на општина Куманово на јавното предпријатие Чистота и зеленило од Куманово. Отварам расправа по оваа точка, повелете дали некој бара збор. За збор се пријави советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам, председателка. Почитувани колеги и советници, почитувани присутни. Не многу одамна, може би пред 2-3 седмици, на ова исто место донесовме одлука за набавка на нови возила за користење за општина Куманово. На таа седница беше присутен и градоначалникот, кој во образложението за набавка на овие возила истакна дека постоечкиот возен парк на општината е дотраен, дека тоа се стари возила, дека нивното одржување е скапо и неисплатливо. И поради тоа треба да се набават нови возила. Во ред, гласавме како што гласавме, се донесе одлука како што се донесе, се набавија нови возила и сега одеднаш тие старите возила добиваат некоја вредност и се доделуваат на јавните предпријатија. Па ако не биле во ред, ако тие биле стари, ако нивното одржување било скапо за општината, како сега за јавните предпријатија ќе бидат исплатливи тие возила? Зар нивното одржување нема да биде иста цена како и за општината? Ако било скапо за општината, ќе биде скапо и за Чистота и зеленило, и за водовод, и за било кој јавно предпријатие. Така да, по мене, овие возила воопшто не треба да се даваат на јавните предпријатија, него треба да се отуѓат од општината, дали на јавно надавање или расход, веќе гледам некои возила тука од 91 година, што веќе ги надминале сите граници на користење, а на овој начин само ги заглавуваме јавните предпријатија кои и така мака мачат да останат рентабилни, со уште повеќе со стари возила кои што треба да им плаќаат одржавање и да ги оспособат за да бидат во возно состојба. Благодарам. Благодарам. За збор се јави раководителот Иван Ангеловски, повелете. Почитувам председателя, почитувани советници. Ќе дадам мало појаснување. Само поблизу до микрофона. Ќе дам мало појаснување, значи овие точки ги ставаме на дневен ред затоа што добивме барање од страна на јавни предпријатија со кои што тие бараат да, доколку сме во можност, да им отстапиме возило на користење. Значи, од страна на општинските служби од јавните предпријатија беа усогласени кои возила треба да им се отстапат. Сега за начинот на нивна употреба, сметам дека на некоја наредна седница може да објаснат дел од јавните предпријатија зашто би го користеле тоа возило, која функција, колку е нивниот возен парк, дали ова возило е подобро или од некои други возила кои што се во нивниот возен парк. Во однос на општина Куманово, ние сметавме дека овие возила не треба да бидат дел од нашиот возен парк и затоа ги дадовме на јавни предпријатија. Тоа е она што имам да го кажам. Благодарам. Реплика најпрвен Петковски, повелете. Се уште не ми е јасно. Еве, како, например, ова возило Југо, произведено 91 година, кое што за општината е нерентабилно за користење, ќе биде рентабилно за користење на Чистота и зеленило.
ако е неисплатливо да се одржува ова возило и неисплатливо да се вози, тогаш нема да биде исплатливо ни за јавното предпријатие. А вака за општината е неисплатливо, а за јавното предпријатие ќе му најде начин на кој што ќе го користи и ќе допринесе за работата на ова предпријатие. Се уште не ми е јасно. Благодарам. Одговор на реплика, Ангеловски, повелете. Само да дополнам дека оваа одлука е ставена по нивно барање, односно е доставено барање до општина Куманово од страна на сите јавни предпријатија дека имаат потреба возило, така да ние постапуваме, веројатно што доставиле такво барање, имаат они потреба и таа потреба веројатно на некоја седница ќе ја оправдаат и ќе кажат ние постапуваме по нивно барање, бараат од нас и им доделуваме возило. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Зоран Петрушевски, повелете. Така, благодарам. Јас само би уште еднаш би потенцирал, нашите директори на јавните предпријатија најдоброволно, најсовесно, најдомаќински побарале они од општината да им се даде некое си раскодовано авто, а па овој па на чистоќа, па он најсупер домаќински побарал Југо 91 година. Па толку е смешно ова работа, да навистина нема смисла да зборуваме, да трошиме време, врска нема. Нека ги е со среќа, гласајте ги таму. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Милјан Доновски, повелете. Благодарам. Јас само сакам да подсетам дека штом ваква предлог одлука е доставена до Советот на општина Куманово, одлуката треба да ја донесе Советот на општина Куманово, а се јави за збор само заради веројатно не нам случајната грешка што ја направи раководителот, образлагајќи ги причините за тоа зошто е дадено, зошто овие возила планираат да ги дадат. Он кажа дека ние им ги, мислејќи на општинската администрација, ние им ги дадовме. Не можете да ги дадете додека Советот не донесе одлука, ако се бара Советот да донесе одлука, и само заради тоа се јавив да укажам на тоа дека не треба да се прават барем вакви формални грешки во образлагањето на причините зошто некоја одлука се предлага, а лично се јави за збор бидејќи сметам дека треба посериозно да се образложат причините за тоа, за да не убедите нас да можеме да гласаме согласно својата совест и уверување дека одлуките се најцелисходни и корисни не за јавните предпријатија, туку за граѓаните, за оние кои што ги плаќаат на крај на криштата сите трошоци кои што ќе произлезат од користење во конкретниот случај на тие возила. И ако веќе се зборува за поединечни возила, за едно возило, тогаш би било добро да гласи предлог одлука за утврдување, предлог одлука за давање на трајно користење на движна ствар, а некако во некој од наредните точки движни ствари. За да не се јавам за збор, тоа го кажа. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, Иван Ангеловски. Во однос на првата забелешка прифаќам и се извинувам, значи доставивме предлог за давање на трајно користење до Советот. Во однос на втората забелешка, ја што ги имам доставено предлог одлуките, пишува за давање на трајно користење на движна ствар. Затоа што последната точка, затоа што се работи за контейнери, тогаш е направена за движни ствари, да. Благодарам. Во ред има и еднина и множина, и една и повеќе ствари, а јас би сакала да се вклучам во расправата. Се согласувам дека кога расправаме за капацитетот, возниот парк
и кога се даваат квалификации и технички и кога некој направил проценка дека тоа се дотраени, не толку безбедни, не толку економични возила, тоа не се менува за месец дена или два и веројатно иста би била можеби уште полоша проценката сега да се направи, меѓутоа да не заборавиме дека сепак не се исти потребите и начините на кои се употребуваат. Кога се работи за јавни предпријатија, тие навистина имаат теренски активности, понекогаш не на толку добра патна инфраструктура, понекогаш имат потреба и на превоз, на одреден алат, така да мислам дека не треба да правиме од ова некаква фама, нека ги употребуваат кога веќе ги побарали, они знаат за какви возила се работат, сигурно не одат свесно да прават загуба или да си прават товар, ако процениле дека во еден извесен период ќе им бидат корисни, употребливи за нивната дејност, апелирам да им ги доделиме, а се разбира во некој период кога и за нив нема да имаат употребна и корисна вредност, претпоставувам дека ќе ги продаваат, ќе ги расходуваат или ќе веќе како ќе се процени што треба да се постапува. Сепак не е иста дејноста, сепак не се исти потребите и кога се прави проценка едно возило за една намена и за друга не е потполно иста и верувам дека ќе им бидат добре дојдени и ќе им се најдат. Благодарам. Повелете, Петрушевски. Благодарам јас. Еве, ја прифаќам вашата процена и ја користам приликата на директорот на Чистота и зеленило да му го честитам југото. Он нека се вози и нека не поздравува од него, нека ги е со среќа. Еве, ја ќе гласам за. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за давање на трајно користење на движна ствар, сопственост на општина Куманово на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово, ја ставам на усвојување. Повелете. Благодарам, одлуката ја усвоивме со 16 гласа за, 5 мина против и ниту еден воздржан. Следната предлог одлука е за давање на трајно користење на движна ствар, сопственост на општина Куманово на јавното предпријатие Водовод од Куманово. Отварам расправа и по оваа предлог одлука. Повелете. Благодарам. Заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на гласање. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 20 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан. 27-та точка гласи предлог одлука за давање на трајно користење на движна ствар, сопственост на општина Куманово на јавното предпријатие Куманово газ од Куманово. Повелете, дали некој се пријавува за дискусија? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на изјаснување. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 17 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. И последната 28 точка од денешниот дневен ред гласи предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари, сопственост на општина Куманово на јавното предпријатие Чистота и зеленило од Куманово. Отварам расправа и по оваа предлог одлука. Повелете. Никој не се пријави, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за давање на трајно користење на движни ствари, сопственост на општина Куманово на јавното предпријатие Чистота и зеленило од Куманово ја ставам на гласање. Повелете.
Ви благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 18 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан. Со ова го исцрпевме денешниот дневен ред. Јас заклучувам досега најкусата седница во составот на овој совет на општина Куманово. Ви благодарам.